2014 година, 1 април, почина татко ми. Еден месец подоцна почина сопругата на мој близок колега Бранко на 37 години. Еден месец подоцна си замина Андреј на 26 години. Живеам во Скопје, за 3 месеци 3 пати се враќа во Скопје за луѓе заразени од канцер од 3 различни генерации. Повторувам, од 3 различни генерации. Па, драги градоначалниче, министре, премиеру, како јас да видам како да останам истиот, како да останеме сите ние исти, после толку изгубени животи. Не, ние не го прифаќаме тој и ради тоа сме вечерва тука. Пред месец дена ми диагностицираа Ходжкин болест, заболување на лимфни жлезди. Докторите викаат дека болеста е мултифакторна, дека за болеста сум претапил стресови. Сум јадел нездрава храна, сум дишал нечист воздух, сум имал немирен живот. Па да, добро. Па каде сум ги претапил тие стресови? Во која земја? Каде сум ја јадел таа храна? Кој воздух го дишам јас? Ова не е мојот град, ова не е мојата Македонија. Не ја прифаќам ниту јас, ниту 500.000 кои што се иселија од оваа држава. Владата вика дека имаме или треба да имаме здрав живот. Здрава храна, воздухот во однос на воздухот во Европа е на задоволително ниво. Треба да се запрашаме, може би не е така лошо во Македонија. Младите имаат перспектива во Македонија. Не, луѓето треба да имаат пари за леп, па потоа да јадат здрава храна. Од марихуаната, доста се плашите од марихуаната. Стотици држави и илјадници луѓе во моментот се лечат во светот. Не ни го земајте тоа што е здраво. Да се легализира марихуаната во медицински цели подитно. Доста ни се празни дебати и дискусии. Доста ни од вашиот корумпиран воздух. За легализација. Почитувам премиеру, заедно со твоите министри и известни градоначалници, господин Талевски, господин Трајановски и господја Арифи. Ниту Битола, ниту Тетово, ниту Скопје не се вашите собствени градови. И пред вас имало и после вас има луѓе што разбираат што е поимот градоначалник. Градоначалник е таткото на градот. Било да е тоа на Њујорк, Битола или Берлин. Градоначалникот треба да биде визионерот на градот, архитектот на културата на градот, главниот скулптор на лицето на градот и идниот модерен зелен град. Господине Талевски, ви се обраќам лично, бидејќи знам дека сте доста чувствителен и многу незгоден кога ќе се налутите и до вас и вашата општинска власт. Имајте доблест и еднаш треба да си признаете дека со вашето 10 годишно владење во градот не успеавте ништо да направите на загадувањето и Битола да стане зелен и модерен град како што му доликува. Да испланирате велосипедски патеги и паркинзи за велосипеди. Нови паркови во градот нема. Нема патеки за трчање исто така. Топлификацијата се уште не е решена за домаќинствата и институциите во Битола. Топлификацијата не може да се реши преку ноќ. И вие тоа многу добро го знаете. И не треба сега да се зафаќате со овој проблем. Требаше тоа да го направите уште првиот ден кога станавте градоначалник. Главните загадувачи, како рек, се уште не се решени. А истото и со вашите колеги со Јухром, Макстил, кои се уште не го решиле проблемот. На Пелистер се поставија рампи.
кој вие како татко на градот, пак ќе го споменам уште една што, како татко на градот, вие не смеете да си го дозволите тоа. Вашите изговори дека не се во ваша надлежност не се прифатливи. Запамтете уште еднаш, вие не смеевте да го дозволите тоа. Планинарскиот дом Копанки. 5 години како го оставивте. Тој е символ на градот и планинската култура во Битола. Прво дозволивте вие заедно со државните институции да изгори и после тоа неодговорно да не се реконструира 5 години. Ова директно влијае на планинскиот туризам кој вие неодговорно го уништивте. На урбаното планирање и презаситеноста на стројгиот центарот со браќаот целосно потврдивте. Зелените кровови се мисленка и именка за вас. Со вашиот однос не покажавте одговорност, зрелост и умешност како да го решите квалитетот на воздухот во Битола. На сите прашања и критики упатени од граѓанските организации, вашите одговори ќе бидат дека е покренета процедура или не е во ваша надлежност. Не! Господине Талевски, проблемот на загатувањето и нашиот неквалитетен живот се решаваат долгорочно, со сериозни студии и експерти. Процедурите требаше досега да бидат завршени, но за жал тие уште не сте ги почнале вие. Прекасно е. Поминаа 10 години за било што да преземите. Или било како да маневрирате. Едноставно е да си одите, едноставно треба да си одите и да признаете дека вие сте губитниците на темата чист воздух. Или оставете му го проблемот да го решат други луѓе кои што знаат како тоа да го решат. И ще една запамете го tego овој ден, како еден од многуте кои ние нема да тажиме за нашите најблиски, затворени во нашите домови, дишејќи го вашиот чист воздух, изваден од вашите милионски хациенди и ишчистен од вашите партиски медиуми. Ние ќе бидеме на улиците и по институциите, ќе ве нервираме на Твитер и на Фейсбук. Ние сме генерација која нема да се предаде за нашата последна борба, а тоа е борба за нашиот живот и за животот на новите генерации. За кого? Градот не е ваш, градот е наш. Доста беше молк, доста беше молк, доста беше молк. Да поддржиме уште еднаш иницијативата За нас се работи, петка за подобар живот.